До разговор во Македонија наутро, фокусот го ставаме на младите. Не случајно. Младите се иднината и токму затоа треба да бидат вклучени во одлучувачките процеси. Дали е тоа така и во Македонија, но и во Америка? Одговори бараме од нашата соговорничка која што ја имаме на Скајп во живо токму од Америка. Своевремено дел од македонската музичка сцена ја паметиме како наш представник на јуниорскиот Евросонг. Верувам ја препознавате добра. Години подоцна трагајќи по нови предизвици поаѓа за Америка каде станува дипломец на престижниот музички коледж Беркли. И се придружува на многу теми на македонци кои сочинуваат значаен дел од македонската заедница во Соединетите Американски држави. Во моментов живее и работи во Бостон. Пред неколку месеци беше Кристина и во нашето студио. Добро утро за Ања Ветерова. Овој пат на релација Скопје-Бостон. Добро утро, Ања. Добро утро. Кај тебе веќе време за спиење, но никој не спие ниту тука, ниту таму. Тензична, возбудлива ноќ има во Америка, претпоставувам ги следиш изборите. Точно, да. Искрено, многу неочекувана ноќ. Морам да признам, јас не сум многу дел од политиката тука, бидејќи се уште немам право на глас. Меѓутоа, во околината моја и по тоа што гледам на социјални мрежи и што пратам на телевизија, тука навистина е неочекувана ноќ и морам да кажам пресврт на некој начин, бидејќи она што луѓето го зборува овие изминати денови не излегува така на дело. Така. Изборите во Америка се централна тема. Ние утрово имавме отворено студио, секако во текот на целиот ден јавниот сервис ке следи што се случува во Соединетите Американски држави, а ние од утринската програма утрово решивме фокусот да го ставиме на младите, нашите овде, вие таму и перспективите во општеството. Ања, што те поттикна да појдеш на студии во Бостон и какви перспективи се отворија по дипломирањето? Јас уште од мала знаев дека, бев сигурна дека сакам да се занимавам со музиката, едноставно тоа е нешто што најмногу ме исполнува. Уште додека бев во средно почнав да истражувам на кои факултети би можела да продолжам понатаму и така налетав на Беркли, кој е еден од најдобрите, можам да кажам, може и најдобар факултет за музика во светот. Така и ја донесов одлуката да си ја пробам среќата и да аплицирам за стипендија, која ја добив и тука дојде таа одлука да заминам од Македонија и да се преселам во Америка и да ги продолжам студиите таму, поточно во Бостон. Дипломирав пред 2 години. Не жалам што ја направив таа одлука, бидејќи сметам дека првенствено таа едукација која што ја добив додека бев тука на студирање, не може да се на било кој начин да се спореди со било која едукација во наша околина, околу Македонија, во Македонија на Балканот. Сметам дека за да бидеш музичар треба да бидеш и едуциран за тоа што за професијата во која што се занимаваш, така да не жалам што ја донесов таа одлука. Дипломирав пред 2 години и веднаш после дипломирањето добив понуда да работам на Беркли. Сега работам на Беркли во канцеларијата за кариера, односно центарот за кариера, каде што секојдневно работам со индустријата и носам гости во Беркли, односно сега поточно минатата недела го имавме Андре 3000, беше гостен во Беркли, јас бев домакинка, го носам и едноставно им пробувам да им дозволам на некој начин на студентите да имаат пристап до луѓето во индустријата, што на некој начин ми помага и на мене да го проширам тој кругот во индустријата што се однесува во светски рамки. Споменав уште во најавата дека младите се иднината и токму затоа тие треба да бидат вклучени во одлучувачките процеси. Па како млада девојка која што е родена и порасната во Македонија, а сега живее и работи во Америка, каква е разликата помеѓу македонското и американското општество токму во овој контекст кој го споменав?
Moram da priznam дека е голема разлика. Разликата помеѓу општеството, значи тука во Америка и кај нас во Македонија, едноставно менталитетот на народот е многу различен. Тука, например, луѓето максимално се фокусирани на работа и успехот и немаат многу време за забава, љубомора, оговарање и така натаму. Едноставно го гледаат својот двор, што се вика по-нашки, односно својот живот, не се интересираат за другите животи и морам да признам дека самото тоа се гледа разликата. Во Македонија, например, но и на Балканот, морам да признам, генерално е многу поразлично. Во споредба со тука, сметам дека поголемиот дел од младите не работат кај нас, што исто така е многу голема разлика. Тука мислам дека и повеќето од вработените се млади, така да има голема разлика и се приметува веднаш. Не треба да живееш многу долго за да ја осетиш разликата. Колку е важен гласот на младиот човек и колку е всушност важен младиот човек во одлучувачките процеси, докажува и посветеноста на овие избори на генерацијата Z, на луѓе помлади од 27 години. 41 милион млади гласачи на овие председателски избори 2024 година можеа да гласаат на председателските избори во Америка. Ања, што ги интересира младите таму од комуникацијата што ја имаш со колегите на факултетот? Што беше одлучувачко за кого ќе го дадат гласот од двајцата председателски кандидати? Морам да признам дека вака кога правам муабет со моите сврзници и колеги на работа, некои клучни теми се слични на сите. Голем фактор се они во овие избори, морам да признам. Најважно, мислам дека на младите им е да се решат проблемите или да се подобрат проблемите со инфлацијата и трошоците за секојдневниот живот, бидејќи скапо е да се живее во Америка. Мислам за просечен човек, не зборуваме за висока класа. Сметам дека на многу од нив тоа им е многу важно. Исто така, мислам дека и повисоки плати бит го довеле оној трошоците за секојдневниот живот да биде некако на подобар начин да се живее. Безбедноста е многу голем фактор, бидејќи се случуваат, мислам, низ целиот свет во последно време се случува многу лоши работи, така да безбедноста е нешто што на сите им е многу важно, поготово што тука во Америка секој може да поседува оружје. То така да сметам дека тие теми им се важни за да донесат одлуката за кого ќе гласаат. Исто така, многу од нив ги споменуваат климатските промени, така што гледав дека во програмите кандидатите што се за председатели има многу вклучено фактори и што би правеле за климатските промени. Така да, сметам дека тоа се некои од главните теми кои што на младите многу им значат. Дали се ово што предмалку го спомна Ања, се всушност очекувањата од идниот американски председател? Искрено, јас на овие теми сум разговарала и со помладата генерација и постарата генерација, бидејќи во моја околина имам колегите ми се такви, така што кога би размислила што сите кажуваат, заекнувањето на економијата е главниот фактор. Така што тоа е нешто што најмногу се очекува од кој да биде председателот, заекнување на економијата, кој што сметам дека доколку дојде до тоа и се постигне таа цел, мислам дека сите останати проблеми некако би се решиле. Други важни очекувања мислам дека се и за тероризмот, одбрана за тероризам. Сметам дека тоа е нешто што не само Америка, дека и целиот свет треба да се потруди да најде решение за тоа. Што е сепак некако
се навраќаме на тоа што веќе го споменав, безбедноста и намалување на трошоците за здравствена нега и заштита, бидејќи здравството тука е многу скапо. Така. И за крај, ја става ли Ања Македонија на картата за иднина? Перспективите знаеме дека се големи во Америка, меѓутоа дали во некоја опција доаѓа Македонија предвид? Не можам да го одговорам тоа прашање целосно, бидејќи никогаш не знаеме што ќе се случи во иднината, секогаш има простор за се, меѓутоа јас не се срамам од каде доаѓам, напротив, сум многу горда на својата земја, на својата татковина, гордо ја представувам својата земја каде и да одам, така што често доаѓам, посетувам да ја видам фамилијата, своите најблиски, бидејќи многу не достига кога си тука сам, далеку од каде што е твојата крв, но моментално немам во план да се вратам да живеам во Македонија. Жал ми е кога ќе го кажам тоа искрено, бидејќи имам некои цели кои што сакам да ги остварам и работам на тоа, така што во блиска иднина не е во план да дојдам назад. Да, но велат колку си се одржуваат конекциите и врските тука, ти тоа го правиш, кога ни беше на интервју тука кажа дека сакаш да создаваш се уште македонска музика, така да не е важно веќе човек каде живее во овој свет кој што стана глобално село, туку колку си ја сака и почитува татковината. И благодариме за ова убава порека за крај. Биди наш амбасадор во светот, повака да те вклучуваме на Skype, што почесто да зборуваме за твоите успеси. Благодарим. Те оставивме без сон, Ања. Мене ми е чест. Те оставивме без сон, сега те оставаме да се наспиеш и се гледаме, се надевам во живо во утринската програма на следно доаѓање. Секако, мене ми е секојаш задоволство да бидам дел од вашите емисии и да ги поминувам утрата заедно со вашите гледачи. Поздрав до сите и ви посакувам убав ден. Поздрав Ања и благодариме за ово вклучување во Македонија наутро.